Качувањето на подиумот оди на вистина тешко, не од оние што се на него не чуле за нашиот познат фолклор, ниту дека македонските танчери не ги знаат доволно тие танци, туку само затоа што кореографот си има замислено друга точка и не дава барем покана, за да почнат да учат како се игра на неговата музика. Јас така не сакам да играм, ама ќе се на свадби, ќе се фатиш и гледаш првиот, другиот, третиот и после некој време ќе почнеш да играш и ти. Има ора во кој со лесно се влегува, па не можеш да се заиграш, оти такво е нашето традиционалното. 3 напред, 2 назад. Тотално неправилен ритам, збунувачки дури и за игрорците на Нина, кои иако економисти не разбрале дека на политичката берза не врват домашни есапи. Изборите на сите ни дојдоа како да кажам, шок. Влеговме со некој мандат од дека можеби ќе можеме слободно да работиме 1 година, меѓутоа испадна дека имаме 3 месеци. Ова евидентно отсуство на мотивација најдобро се санира, ама не со жално оро, туку со посета на комбинирана музичко-ораторска сеанса, на која наместо од каучот, од терапевската бина, ексклузивно и со повторување за да се запамети, ќе може да се чујат кои се начините на кои се крева спуштената самодоверба. Ние верувавме во себе, верувавме во ВМРО ДПМН, верувавме во идејата, работевме, верувавме и работевме. Папа работевме и верувавме. Ороводецот кој верува и работи за да го поведе орото со најразлични обработки се обидува да наметне некакво ново темпо, ама по никаква цена не успева да се одвои од оние кои пред него го мафтаа шамивчето. Дури може да се насетат најави дека штом застане на челото, пак би се вратиле по старо. Сите оние браќа и сестри кои што ви велат дека невозможно е да се вратат некои работи, тие се жртви на пропагандата, на политичките измамници. Како дополнение на овој јасен сомнеж дека песната може да има неочекуван крај, сведочи уште еден стих, кој дополнително го засилува впечатокот, според кој ониот порано кој сега ги нема, не само што ќе остварат камбек, туку за нив е предвидена светла перспектива. Тоа се политичари на минатото и тоа минато треба да стане нивна иднина. Овие пак од сегашноста, за разлика од скриените пораки на нивните опозити, барем се транспарентни. Нивните ора се вијат на отворено и тие немаат никаков проблем што сите знаат кој е на челото, а кој на кецот. Па ставаат и акцент на тоа, дека кај нив се знае кој се игра и како игра. Овие кои што и сега се на власт се занимаваат со криминал. И на крајот, можеби затоа сите се на колене и го молат кореографот да се смилува. Ние не баравме суштина да влеземе орото, ние баравме досоло барем опинците да ги облечеме. Ако ништо повеќе, така. Пораката е јасна. Никој не бара да игра, туку барем да се застане на нозе, која останат боси, како и досега, и натаму само ке се лизгаат.